Здраво на сите, јас сум читачот, а ова е уште едно видео од соработката со ЕУ за култура. Ако ги следите видеата што ги снимам за ЕУ за култура, ќе видите дека понекогаш зборувам за конкретен роман, за поединечен роман од некој автор. Меѓутоа некогаш зборувам, неколку видеа се посветени на општо на литературата на одредена земја, на европска земја, со тоа што секогаш во фокусот ставам избор од неколку писатели или писателки кои што јас сметам дека се најдобрите во таа литература или во литературата на таа земја. Ми текнува едно од видеата беше посветено на исландската литература и таму издвоив тројца исландски автори. Исто така, ако не се лажам, предпоследното беше за чешката литература, зборувам малку општо за таа литература и издвоив тројца автори кои што сметам дека се веројатно според мене едни од најдобрите представници на таа литература. Сега кога станува збор за австриската литература, има два моменти тука кои што се важни, а тоа е дека некои од овие автори кои што ќе ги спомнам во контекст на австриската литература живееле и во времето на кога постои монархијата, австро-унгарската монархија, и живееле пред и по распадот на Австро-Унгарија. Некои од нив се живееле подоцна во втората половина на 20-тиот век. И тоа е едната работа. Другата работа е што има многу познати добри австриски писатели. Морав да направам еден пократок избор и тоа за секој ќе кажам едно мало представување и ќе ги спомнам неколку нивни дела. Нема време во ова видео да се задлабочуваме сега, а плюс јас не сум ни некаков експерт за секој од европските литератури. И се трудам во видеата да зборувам за автори кои што сум ги читал. Значи, од кои што сум прочитал барем 2-3 книги, 2-3 романа. И секако има писатели кои што нема да ги спомнам, иако некои од нив сум ги читал, некои не сум ги читал, кои што се австриски писатели, да речеме Артур Шницлер е еден од тие автори, Елфрида Јелинек, која што е наша современичка и пред неколку години ја доби наградата за литература. Исто така тука може да се спомне и Ингеборг Бахман, уште една писателка, а од поновите генерации, баш современи писатели кои што денес творат, се Даниел Келман, има негови книги може да најдете во издание на или пак Роберт Зеталер, за него и веќе имам зборувано, има два романа во издание на Art Connect, може да ги најдете и да ги прочитате. Тоа се од понови генерации австрийски писатели. Меѓутоа јас се одлучив да зборувам за четворица автори кои што се, мислам дека веројатно едни од најсериозните и најистакнатите писатели. Некои од нив се доста читани, некои се само познати на име, не се читани затоа што нивните дела не се толку пристапни, да речам. Првиот автор, што според мене мора да се спомене, е мој прв извор е Роберт Музил. Роберт Музил за мнозина не е познат писател и не е толку читан, иако е писател кој што има напишано едно од најголемите, најкапиталните дела во историјата на литературата и едно од најдобрите дела секако во модернизмот. Роден е 1880 година, живее до 1942 година, значи не умира негде на средина на Втората светска војна. Значи роден е и живеел за време на Австро-унгарската монархија. И некои го сметаат дека неговите дела се доста филозофски, иако тој не бил академски филозоф, во смисла да бил професор по филозофија или да живеел од тоа, сепак се сложувам со тоа. Неговиот проект е да едноставно имам тука запишано тој основниот проблем со кој тој се соочува во неговите есеи и проблем што го обработува во неговите есеи во неговата проза е кризата на просветителските вредности во кои Европа навлегува, појавување на националистички струи, тој избегнувал екстремно и лево и десно, едноставно верувал, се уште верувал тој проект на еманципација и пишувал, има неколку познати дела. Едното дело ќе го спомнам, тоа е, како што веќе реков, многу важно дело и по тоа е најпознат. Меѓутоа има напишано и неколку други дела, има неколку новели напишано, кратки новели. Три жени може да се чита во издание на Магор, на македонски, исто така во издание на Табернакул ја има поматувањата на воспитаникот Терлес. Тоа е една
да речеме полуавтобиографски роман за неговите искуства како младич кога е во офицерска школа. Меѓутоа најпознат е според ова дело, а тоа е ова джиновско дело во 2 тома Човек без својства. Ова е во издание на 3, превод Катерина Јосифовска. Зашто станува збор? Човек без својства, едно капитално, огромно дело кој што го пишувал 20 години, меѓу 22 и 42 година, што ни кажува дека овој роман не е ни завршен. И роман ова е приказна на идеи, историја на идеи, роман на идеи и се одвива во последните, действието се одвива во последните часови, да речеме, мигови на Австро-Унгарската империја, монархија, меѓу август 913 и август 914 година. Значи во фокусот е Виена, во фокусот е тој еден општествен слој, одредени кругови кои што ни ги доловуваат последните моменти од монархијата. Главниот лик е еден младич, 32 годишен младич по име Улрих, математичар и така натаму, кој што едноставно се наоѓа во една позиција во животот, во една состојба во која што не знае што со себе и одлучува да не тргне, да не се впушти градејќи одредена кариера и да испитува, да размислува. Меѓутоа тој се наоѓа во една потрага на вистинско чувство на животот и на реалноста и се наоѓа во одредена и морална индиферентност и едноставно таа индиферентност го има направено, го има доведено во состојба да едноставно тој е човек без својства и оттаму насловот Човек без својства. Она што се случува или действието на романот за Музил, самото действие не е примарно, туку примарни се идеите, до таму роман идеи, мислите кои што главните протагонисти ги имаат, как нивните гледишта на реалноста, на оно што се случува околу нив, општествената критика, каде се наоѓа културно, каде се наоѓа Виена и Австро-Унгарија во тоа време, и тука во неговиот роман се насетува веќе крајот и на некој начин има одредени предвидувања на каде се движат работите. Потрага, како што вели еден новинар во еден текст, Музил е моралист што сака да го промени општеството, за да сериозниот човек може да живее кохерентен живот со идеали и разбирање на нештата. Потрагата и неуспехот на неговиот јунак е и наша потрага и неуспех. Значи ова е навистина едно филозофско дело кое што го читав пред неколку години, ми одзема повеќе месеци. Вториот том, пола од вториот том е со разни скици, разни можни завршетоци на романот кој што Музил ги обмислувал, размислувал, ги оставил тие ракописи и подоцна се ставени заедно во ова джиновско издание. Не знам дали на секој ќе му се допадне Човек без својства, меѓутоа ова е сериозно дело кој што бара внимание, бара ментален труд да се вложи, меѓутоа е според мене незаобиколно дело кој што мора секој да го прочита. Значи тоа е Роберт Музил кој што ви го препарачувам. Вториот австријски писател за кој што треба да знаеме и добро би било да прочитаме нешто од него е Штефан Цвајг. Штефан Цвајг исто така живее и за време на Австро-Унгарија и подоцна животот исто така го завршува негде на средината на Втората светска војна, има еврејско потекло, бил буквално државен непријател на нацистите, пребегнува прво во Англија, па подоцна во Америка, на крај завршува во Бразил и таму го завршува својот живот. Тој е малку поразличен писател од Роберт Музил. Инаку да спомнам дека и Роберт Музил и неговите дела биле забранувани и пребегнал кога видел на каде се движат работите и живел едно време во Германија, пребегнал во Швајцарија и таму го завршува животот. Штефан Цвајг е поинаков писател. Тој пишувал и биографии, есеи, меѓутоа најпознат е по неговите новели. Од кои најпознатата новела е новела за шахот, која што ја читав неодамна, и во ова издание на 3 се наоѓаат и повеќе негови новели, познати новели Амок или 24 часа во животот на една дама. Меѓутоа најпознатата негова новела е новела за шахот. Она што е интересно кај него е
малку по-накитен, по-елегантен стил. Тој бил пријател со Зигмунд Фройд и едноставно се занимава со внатрешноста на главните ликови во неговите новели, без разлика дали станува збор за некакво неврство, предавство, обсесија, маниакална обсесија кон човек или кон некој предмет и така натаму, и е елегантен, е еден убав писател со убав стил кој што лесно се чита на некој начин и уживате во неговите дела. Меѓутоа, исто така во однос на таа мономанија, на таа обсесивност, ја наоѓаме исто во новела за шахот, каде што еден човек, сосема накратко ќе кажам, затворен од страна на нацистите затоа што соработувал со познати банкари, аристократи во тоа време, тие не го носат во концентрационен логор, туку го затварат во хотелска соба и сосема изолиран, и ќе почне да едноставно да игра шах сам со себе во умот, да игра партии, и тоа играње сам против себе на некој начин ќе го доведе до лудило. И тоа е една многу интересна, многу возбудлива новела. Значи, Штефан Цвајг е поразличен писател од Музил, не е толку можеби филозофски настроен, толку како што кажав, повеќе го интересира психологијата, нели внатрешните процеси и доживувања на неговите јунаци, меѓутоа писател кој што дефинитивно треба да го читаме. Третиот австријски писател кој што е многу важен писател, некои го сметаат за еден од најдобрите писатели на германски јазик во втората половина на 20 век, иако е починат во 89 година, е сепак поблиску до нашата сегашност. Тоа е Томас Бернхард. Томас Бернхард е многу уникатен, морам да кажам, тежок писател за читање, кој што бил карактер, се измачувал човекот со уште од рана возраст, сакал да биде оперски пејач, бил музички многу образован, меѓутоа поради белодробни заболувања и постојано се мачал со тоа, морал да оди на лекување на долги периоди и тоа не можел едноставно да ја исполни таа своја желба и се свртал кон пишувањето. Познат е Томас Бернхард и по тоа што пишува многу познати, има драми, значи драмски писател бил, меѓутоа пишува и новели, романи. Романите негови се многу пати значи нема пауз, кога ќе почне, кога ќе видите негов роман, кога ќе почне, тоа речи се изгледа како да нема нови редови, значи тоа е се еден споен текст и многу пати има песимистички поглед на животот, делумно тоа доаѓа кај него поради чувството на отфрленост или заборавеност, оставеност во неговите години на детството и на младоста, и едноставно и плюс таа неизлечива болест со која што живее долги години, едноставно го натерало него да гледа на смртта како нешто што се постојано присутно и всушност на некој начин и суштината на постоењето, иако звучува малку песимистички. Обично неговите дела се, како што вели еден автор, се монолози најчесто на некој самотник, на некој интелектуалец кој што зборувајќи за му се обраќа на некој тивок слушател, на некој тивок соговорник и зборува за своите гледишта, за состојбата на светот, и честопати тоа е поврзано со некоја конкретна ситуација или нешто што слушателот го кажал, и кај него, иако кај него преовладува кај Томас Бернхард еден песимизам, дури да речеме една со брутална соголеност и директност во неговиот израз, има една што мене ме привлекува кај него. Неговите дела се занимаваат со самодеструктивноста на луѓето што се стремат кон недофатливо совршенство, затоа што со самото достигнување на тоа совршенство би значило стагнација и оттаму смрт. Значи луѓе интелектуалци кои што се изфрустрирани затоа што копнеат по нешто што им се лизга од рацете, не можат да го остварат и постои кај нив одредена фрустрација и резигнација и едноставно борба. Томас Бернхард бил на некој начин и не бил сакан во Австрија многу, затоа што бил остар критичар кон нека си снобовска култура и наградите што му ги давале, бил провокатор, значи можеби затоа што живеел со чувството дека во секој момент може да му заврши животот,
и има кај него едно такво чувство на таква острина, на неизбрусеност, неизделканост, значи социјално не бил многу чувствителен или не се замарал многу, има повеќе негови познати дела. Едно од неговите најпознати што го има на македонски е Сечење шума, го немам тука, на некого сум го позаимил и кој знае каде е сега. Јас ги имам Губитник, овие на српски ги имам Коректура, исто е ова еден од неговите најпознати, Ходање или Одење. На македонски исто има уште една Стари мајстори, не знам во чие издание е тоа, и има една многу поразлична од неговите романи, една многу супер книгичка, Имитатор на гласови. Че ова е луцидно, ова е комично, ова е многу интелигентно, ова книгичка неколку пати сум ја прочитувал, ова е нешто супер. Значи, Зебалд вели за него, тој Зебалд вели дека кај Берхард наоѓа мрачен хумор, меѓутоа хумор во тензијата меѓу лудилото на светот и потребата од разум. Значи, Томас Бернхард, обидете се, видете, не знам дали ќе ви се допадне, малку е тежок писател, меѓутоа е сепак неизбежен писател. Мене барем ми се допаѓа кога зборуваме за австриската и европската литература. И последниот писател кој што сакам да го спомнам, кој што пред неколку години ја доби Нобеловата награда за литература, е Петер Хандке. Петер Хандке е многу контроверзна личност, меѓутоа не е толку контроверзна личност поради неговите дела и творештво, затоа што во творештвото е исклучителен, познат по неговите драми, едно од најпознатите негови драми Каспар, мислам дека има и на македонски, меѓутоа исто така познат и по неговите романи. Познат е исто така и по соработката со режисерот Вим Вендерс, Небото над Берлин, таму е сценарист, еден многу познат црно-бел филм, убав филм, кој што треба да го погледнете. Значи, соработувале заедно со Вим Вендерс и Петер Хандке. Излегува дека речиси сите овие писатели се малку посериозни, попесимистички настроени, меѓутоа тоа има причина многу често времето во кое што живее еден автор и околината, средината влијае на неговите гледишта и на тоа што ќе произлезе од неговото перо, така да речам. Петер Хандке има повеќе познати дела, на македонски ги има Кратко писмо за долга разделба, ова е во издание на Арсламина. Меѓутоа попознати романи од овој се Стравот на голманот од Пенал. Ова е во издание на Или, според ова има и снимено филм. Ова е еден малку, да речеме, екзистенцијален роман, кој подсетува малци на Странецот на Ками и главниот лик овде подсетува малку и на Мерсо од Странецот и зборува тука за еден поранешен голман кој што работи како градежен работник и едноставно еден ден сваќа дека го отпуштиле од работа и тргнува и ќе изврши убиство, тоа што е на самиот почеток. Меѓутоа, романот е раскажан со речиси клиничка документарна јасност, како што сум запишал од перспективата на трето лице и на читателот му е дадена можност да навлезе во умот на еден непристрасен убиец и да се соочи со нелагодната можност дека не секогаш постојат рационални објаснувања за однесувањето. И тоа е многу важно. Исто како и Мерсо кај Ками, и тука главниот лик не изразува жалење за оно што го прави. И тука протагонистот стои како алегорија за дезинтеграцијата на модерниот човек и општеството. Че не случајно овие ликови се појавуваат и овие луѓе во романите на овие автори, но истовремено во овој роман гледаме мисловен процес на психотичен ум. Значи го пратиме умот на човек што извршува злосторство, меѓутоа има одредена анестезирано, чувство на анестезираност, чувство на едноставно екзистенцијален песимизам, едноставно на оттрпнатост на страдањата на светот и едноставно ги гледаме овој психотичен ум кој што полека веќе работите во умот се неповрзани и ги гледа на поинаков начин и ова е исто така тежок роман за читање, меѓутоа мислам дека треба да се прочита. Меѓутоа, според мене, најдоброто од Петер Хандке што сум го прочитал е оваа малецка книгичка Несреќа без желби. Ова е сосема мала книга и ја пишува после самоубиството на неговата мајка. Ја пишува, вели пред да парафризирам, пред да дојде болката која што парализира и која што затапува,
тој ли пробува да ја напише, ја пишува оваа книга, тој е релативно млад во тој моменти, ја пишува, според мене ова е гениално дело, затоа што ја пишува со една дистанцираност, една објективно сеќавање на нештата, на животот на неговата мајка, кој што е од една страна е обичен, кој што е, но од друга страна е обичен и тажен, страдален живот, кој што таа го живее и пробува едноставно да ги изнесе фактите со одредена дистанцираност, без некаква емотивност, без сентименталност, без патетика, без ништо од тоа, а сепак да го видите нејзиниот живот во сета негова трагичност и болка. И тоа треба да го прочитате ова за да знаете за што станува збор, за што сакам, затоа што тешко се пренесува тоа. Тоа е Несреќа без желби на Петер Хандке, според мене едно од неговите најдобри дела. Знам дека е контроверзен и многу луѓе реагира и него сакаат и го мразат поради политичките ставови, меѓутоа гледајќи го како автор мислам дека е неизбежно да се спомене неговото творештво. Ова беше накратко, иако не сум сигурен колку беше кратко, едно представување на австриската литература или она што според мене е најдоброто во таа литература, неколку писатели, сигурно има и други писатели кои што не сум ги читал, кои што веројатно заслужуваат да бидат ставени во оваа листа. Тука завршувам, ве поздравувам, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Поздрав од мене!